Продолжуваме на тема сообраќај, како што најавивме пред еден час кога ја започнувавме утринската програма, првата тема и првиот разговор за проектот Safe City, кој што веќе предизвика големо внимание, бројни прашања кај граѓаните. Добро утро за господинот Сашо Топаловски, началник во СВР Скопје. Ви благодарам што дојдовте утрово и секако да дадеме во интерес на гледачите одговори на дел од најпоставуваните прашања во врска со проектот. Помина малку време, но ги има се уште. Добро утро за гледачите на Македонската радиотелевизија, утрово, и секако благодарам на можността да кажеме збор-два за дополнување на нешто што ги интересира граѓаните. Така. Началник, ќе почнеме прво со новитетите, секако ние ги издвоивме и најчесто поставуваните прашања, меѓутоа работите на секако поддршка на граѓаните во однос на шалтер, во однос на веб страна, па кои се овие најнови моменти и што тоа значи за граѓаните во врска со Safe City? Од пред неколку дена почна да функционира шалтерот, како што и вие рековте, во одделот за граѓански работи, тука во Македонската радиотелевизија на самото приземје. Шалтерот функционира во работното време од 08 до 17 часот секој работен ден. Тој има цел да сите оние жалби и поплаки на граѓаните заради неточност на дадени информации и заради било каква поплака во однос на тоа што им стигнало од системот Safe City во овие денови, или па не им стигнало, а они сметале дека негде самите граѓани, морам да признам, негде намерно малку ги тестираат камерите, во смисла ќе возат малку повеќе од дозволеното, чисто да видат и дали нивните податоци дадени се точни, предпоставувам, и некогаш ако не им стигне некоја порака, после проверуваат дека не е точно. Во шалтерот тоа може да го променат кај службениците. Воедно да кажам дека од денеска веќе функционира и посебна веб страна, посебна имейл адреса, како да кажам, безбеден град, мајмунче, moji.gov.mk. Таа е исто специализирана да, ако некој не може да го посети шалтерот на во одделот за граѓански работи или не може да отиде до еден од шалтерите во техничките прегледи, кај што функционираат службениците на Министерството за внатрешни работи, можат и преку оваа страница да го напишат коментарот, жалбата или поплаката за било што. Сето тоа грижливо ќе се прочита и ќе се гледа да се следи проблемот со новите дадени податоци, нормално во согласност со законот и со согласност на собственикот на податоците. Така. 18 денот како веќе започна целиот овој тест период, како Министерството за внатрешни работи ја мери успешноста на овој период и кои критериуми мора да бидат исполнети за системот да се смета подготвен за целосна примена? Па како што знаете веќе дека најавениот старт кој што долго време го најавувавме дека ќе почнеме од 1.1.2026 за еден месец веќе и самиот министер најави дека го одлагаме за 1.2.2026, а секако добро се знае дека ние почнавме месец дена порано во планираниот тест период, тоа беше и нормална фаза на почеток, така да ќе имаме доволен период од 2 месеци да на еден начин системот се подготви, самиот се нивелира, се калибрира, он работи на со повеќе мерни инструменти, значи тука има камери со широк спектар на мерење и забележување, некои се во функција во моментов, некои се уште не се, заради тоа што тоа оди чекор по чекор, како тест период, ние сме доста задоволни од тоа како функционира. Нормално очекувавме дека ќе се појават одредени технички аномалии, тоа го има во секој систем, тоа и во овој систем се детектира. Системот функционира да се средат сите тие работи, техничарите работат макотрпно секој ден да сите аномалии ги отстранат, службениците кои што го забележуваат тоа секако грижливо, сето тоа го документираме, јавуваме на операторите кои го тоа калибрираат на некој начин и сега за овие нецели 3 недели задоволни сме од одзивот на граѓаните кои што како поддршка го даваат за овој систем. Задоволни сме во делот на статистиката во намалениот број на сообраќајни незгоди заради успорениот сообраќај, да кажам. Задоволни сме од како целокупниот апарат функционира околу тоа, како на почеток се покажа и нормално се надевам дека
ќе биде една успешна приказна во Република Македонија. Така. Не е само во Скопје, да кажеме, сепак сме национален сервис, овој тест период се имплементира и во други градови. Претпоставам дека комуницирате со вашите колеги други началници. Што велат нивните податоци од таму, дали имаме позитивни статистики во однос на возењето, во однос на внимавањето околу сообраќајните правила? Секако дека комуницираме, секако дека долго време работиме со моите колеги од другите подрачја во држава и секако тука се и да ги спомнеме и коридорот 8 и коридорот 10 кои се на некој начин активно вклучени во системот на безбеден град. Во моментов го тестираме системот само во Скопје, како што напоменавме, другите градови кои што се наред и подготвени, тоа се Куманово и Тетово, Чинам и се подготвуваат уште 3 други гради. Значи 3 други градови во смисла на се поставуваат камери. Таму допрва треба да почне тест период. Во Куманово и во Тетово ќе почне допрва тест периодот. Нормално така е направен системот да мораме малку по малку да го вградуваме едно по едно да почнува за да тоа е комплицирано, за да ги покаже своите на почеток и мани, да не биде се наеднаш, а да ги покаже нели своите предности. Во другите градови сега е фазата на одредување точки каде да се монтираат камерите. Во овие два града што ги спомнав веќе се монтираат камерите, веќе се во завршна фаза, до средината на следната година мислам дека и тоа таму ќе профункционира како што и најави самиот министер. Ставањето на секако комуницираме во однос на каде ги ставаме камерите, значи ги ставаме на раскрсници каде што на некој начин се случуваат сообраќајни незгоди. Имаме зголемен сообраќаен режим, да кажем, имаме зголемено пешачко движење од граѓаните и сите тие локации се планираат да се покријат секако и во 2026-та, но тоа е жив процес. Секако дека секоја година ќе има надградување, доградување, поплаки на граѓаните, градочалниците ќе врочат своји точки кои што они сметаат дека им се битни за сообраќајот, ќе ги разгледуваме и сите тие, тоа ќе се надградува. Цела меѓуинституционално се работи. Така е. Можеби не требаше да го поставам прашањето за Тетово и Куманово, бидејќи дел од граѓаните мислат дека и таму функционира тест периодот, па можеби повнимателно возеа. Не, секако функционира тест периодот во Тетово и Куманово. Во однос на нашето тестирање, тоа ние што забележуваме спуштање на агли на камери и каде, но не функционира за нив, нема да им стигне порака овие денови. Тоа за тоа дел. Иначе секако дека функционира во Тетово, во Куманово и во други градови, ние веќе имаме на некој начин слика што се случува и на тој начин инженерите работат и го гледаат сето тоа што како сообраќај се движи во кога зборуваме за Safe City или Safe State. Така. Факт е дека нели на сите нови работи се реагира, има прашања, се бараат одговори и слично, но најголемиот процент од јавноста позитивно ја дочека имплементацијата на овој проект и за само 18 дена, барем во Скопје, кога така зборуваме, навистина не преувеличуваме, меѓутоа се чувствува промена и во однос на самиот сообраќај и некако дел од граѓаните веќе зборуваат дека се чувствуваат и побезбедни кога се учесници во сообраќајот или кога се пешаци. Верувам дека тие коментари доаѓаат и до вас, освен поплаки од дел од граѓаните. Секако, видите, во моментов е позитивно се што доаѓа. Да. За нас е позитивно. Позитивни се критиките заради тоа што некогаш и луѓето имаат право да не критикуваат заради тоа што негде нели имаме некои технички недостатоци, па ето се случува овие денови, им стигнала порака на луѓе кои што не го користеле своето возило, они сметаат дека не го користеле овие 2 дена, им стигнала нели една или две опомени, тоа го гледаме во моментот, значи системот работи на тоа да видиме дали направил некоја лоша пресметка помеѓу две слични бројки или помеѓу буква и бројка, и на тоа се работи, тоа ќе се отклони. Критиките во делот на зашто тука нема камера, како што нели тие се видливи, а овде има и тие ни се исто битни. Пофалувањата секако не радува заради тоа што најголемата категорија во сообраќајот како учесник се пешаците, треба тоа да го знаеме. Значи, ако 20-25% се возачи,
во градските средини, од 75-80% се пешаци кои што и ние самите сме некогаш пешаци. Да. Тие сите што возиме, некогаш стануваме пешаци, така да треба и пешаците да ги слушниме. Пешаците се презадоволни од функционирањето на системот, од оспорувањето на сообраќај, они можат без страв да поминат некоја улица, да не е некој залетан па да се мислат дали некој ќе ги прегази или не, од една страна, од друга страна, нели градот некако се чувствува така малку помирен кога возиме со смирен сообраќајен режим и без нервоза, некако е многу позитивно некогаш да се дојде и на работа или било каде, без некоја посебна нервоза по град да се бркаме со некого кој попрв ќе стигне. Мислам дека некоја брзина од 50... Се менуваат работите. Мислам дека некоја брзина од 50 на час нема да му штети на никого во градот Скопје. Едно од најчесто поставуваните прашања е што правиме со колите со странски регистарски таблички, посебно во лето имаме доста жалби и поплаки од граѓаните, посебно и селениците кои што доаѓаат не само во Скопје, туку и по другите места, дека навистина злоупотребуваат тоа што се тука, што не може да прават во земјата каде што живеат и навистина не внимаваат многу на сообраќајните правила и прописи, затоа и сите сме сведоци. Што со нив, откако камерата ќе ги регистрира, дали на граничниот премин при напуштањето на државата, како ќе ги сносат последиците и казните, прекршоците? Па, размислувавме и за тој проблем кој ќе се појави секако. Знаеме дека циркулира одредени таблици со странски регистрации и преку цела година, но и преку одредени периоди во текот на годината, како што спомнавте, летните празници или одмори. Секако дека ние податоци за возилото кој има странски регистарски ознаки не поседуваме, така, но камерата ќе ги регистрира и во позадина системот ќе креира прекршочен платен налог. Сега, тука се размислувањата дали оперативно да се побара лицето во земјата во која што го има регистрирано возилото, но ја имаме и на располагање опцијата на напуштање на нашата држава. Ние сме поврзан систем, граничната полиција е поврзана со овој систем и прекршочниот платен налог може да го залепиме како информација каде што при напуштање на границата, секако дека нема да можеме според европските регулативи да му забраниме да ја напушти нашата држава на лицето кој управува возило со странски регистарски ознаки, но секако дека ќе мора да му укажеме дека овој прекршочен платен налог мора да се плати, кај што има документација, нели, истата ќе му ја приложиме со слика и волколку не ја плати, него следното влегување во држава, која нема платено, ќе не може да оствари влез. Так. Се размислува на таа основа или ќе ги користиме оние другите правни регулативи со меѓународниот закон во кој што може да ја испратиме казната и на негова домашна адреса таму кај што живее во земјата. Претпоставам примери има и во другите земји каде што се имплементира веќе овој проект, претпоставам дека се работувате со колеги ги гледате и нивните примери. Па и тука и нашите граѓани се свесни дека и кога направиле прекршок во некоја странска земја, без разлика што после тоа се вратиле во земјата во која што живеат, знаат да кажат како им стигнала казната од една земја во друга, така да не е невозможно, се е возможно. Така. Уште едно од прашањата, нели, откако се појави веста дека има можност дел од таблиците да бидат изземени од системот, како нели возилата на итна помош, полиција и така натаму, веднаш нели тука граѓаните во однос на искуството со системот досега изминативе 30 на години почна и со право да се прашуваат како МВР би гарантирала во тој момент дека SafeCity ќе се применува еднакво за сите граѓани без селективност и привилегии во однос на тоа, ајде стави ја мојата таблица. Имам човек таму, нема никој да го забележи тоа, како тука граѓаните може тоа да го контролираат? Токму тоа е одлично прашање, благодарам на прашањето да го објасниме тој момент, исто така морам да признам дека се коментира. Прво, нема да има таква листа, значи таква како што вие велите, да секој кој ќе може или било кој да става одредени таблички, него системот во моментов ги мери сите. И тој е проектиран да фати секоја на таблица која што ќе направи прекршок. Имаме опција во која што во онај делот на 8-дневен период кој ви поминува
во делот на повикувањето на судската жалбена постапка, или на правото на судска заштита, вие ќе имате право да тоа го обжалите или да врочите на жалба во делот на судската заштита. И тука товарот на докажување е наш. Вие имате само право да поднесете на жалба, товарот на докажување према судот го имаме ние. Ние ќе докажеме дали е така како што велите или е обратно. Сепак, морам да признам дека ќе примиме сигурно доста ургенции во делот на брзата помош, пожарната во овој момент што ја спомнавме. Заради тоа што луѓето секојдневно работаат на интервенции и кај нив е тоа спасување на човечки живот. И ние сите тие ќе ги разгледаме како опција ако кафето е број, каква е таа нивна циркулација и секако дека има и други институции кои вршат таква некоја дејност во однос на транспортирање или во однос на спасување на животи или во однос на некоја друга елементарна работа, така да сите тие работи ние ќе ги разгледаме и ќе создадеме еден систем во кој што сепак нивните таблички ќе се препознаат, но сепак ќе се знае дека они итаат на или брзаат на интервенција. Нема да може да се ставаат таблички во форма во која што вие кажувате дека ето, ќе ја ставам јас и мојата, ќе ја ставам јас и од некој друг, па тие така ќе стојат во системот, заради тоа што ревизорски системот е направен да никој не може да има удел во него, заради тоа што е контролиран самиот од себе, го јавува како проблем, ја јавува како грешка или како прекршок. И сега, ако таа не се оправда, зашто е тој прекршен платен нагу не е доставен, тогаш има проблем, имаат проблем службениците кои работат на системот. Затоа се ќе мора да се оправдува. За се е одговорност. За се треба да се има одговорност, заради тоа што секој ќе треба да поднеси некоја службена белешка, каде брзал, каде возел, за да нели системот го покрие. Тоа е идејата. Не е идејата да однапред си ги ставаме табличките и да кажуваме дека имаме некоја таква итна работа, а у суштина немаме. Така. Добро, мораше да го поставиме секако ова прашање во интерес на граѓаните, нели колку и да имало тука и лажни информации, нели кога се пласираа во медиумите, но едно од почесто поставуваните прашања. Ви благодарам на одговорот. Мислам дека сега се тука појасни овие работи. Ќе следиме имплементацијата на проектот, на вистина наидува на одличен одзив на граѓаните. Како што кажавте на самиот почеток, добро е што истиот систем може и да се надградува со текот на годините и на вистина верувам дека како што за овие 18 дена донесе веднаш поквалитетен живот за граѓаните, така ќе продолжи да биде во иднина со уште подобри резултати секако во неговата имплементација. Ние како држава мислам дека сме заслужиле да влеземе во еден систем на европски земји кои што го користат овој систем. Ништо нема страшно да се случи. АПВ е исто до граѓаните да ги почитуваат границите или знаците за ограничена брзина, секако дека толеранцијата и калибрацијата ќе биде исто поддржана од нас и таа ќе биде за крај кога ќе почне системот секако активна, нема да имаме оние казни што ги викаат граѓаните 51 и 52, но секако дека ќе биде во таа граница на некоја европска регулатива. Ги замолувам да возат безбедно. Сега се новогодишни празници, еден апел исто да упатам. Тогаш најмногу се греши, тогаш најмногу кога се прославува или кога се чека нешто, затоа некогаш ако може да користиме друг превоз или пешки да се прошетаме некогаш полесно, градот е и во недостаток на некои паркинг места, некако деновиве чувствувам дека се поголема гужва и секој ден се случува. Граѓаните секако одзив на SafeCity возат со намалена брзина, така да припазиме, да внимаваме, сепак животот е најбитен. Ние живееме тука, ние градиме оваа заедница сите заедно, и институциите и ние граѓаните. Мора да се има соработка, не може се да се чека од институциите. Така е. Сите сме ние институции сами за себе. Така. Ви благодарам многу што вака утрово пред обврските денес дојдовте да ги одговориме овие прашања за гледачите на јавниот сервис на утринската програма.